Драги Рашковски, втора година правни студии. Мојот говор не се подпира врз статутот на НАТО, ниту врз она што неговите челници го изјавуваат. Мојот говор се подпира врз реалноста. НАТО во реалноста стана страв и трепет за сите држави кои имаат нешто вредно во себе, а немаат никој зад себе. За да се фатиме на оро со нив, ние веќе одамна играме како што тие ни свират. Но залудно, не сака. А кој не сака? Оние кои помогнаа на Југославија да се спаси од Милошевиќ и оние кои нам ни помагаат да се справиме со терористите. Според мене и подобро што не сакаат. Нивната љубов боли. За да го фатат Милошевиќ ја растурија цела Србија. Бомбардираат секаде, дури и таму каде немаше ни теоретски шанси да се наоѓа Милошевиќ. Цивилни згради, фабрики, болници, телевизии, погрешка и една амбасада. Но стариот лицец постојано им бегаше, па реше да му ги срушат мостовите за да не им бега. Во функција на ова гласноговорниците на НАТО велеа, па НАТО го бомбардира режимот за да ги заштити човековите права, а не ги бомбардира граѓаните на Југославија. Жими мене. Па кој режим го најдоа во детските градинки? Кои права беа загрозени во училиштата? За дрскоста да биде уште поголема, го заобиколија и Советот за безбедност на Обединетите нации. Бомбардираа за да го спречат екзодусот на албанците, а 45% од нив велеа дека бегаат од бомбите на НАТО. 79 дена со томахавки го бараа Милошевиќ, а прекинаа откако Југославија побара примирие. Милошевиќ се уште не беше фатен. Значи, целта им била нешто друго. А ние правевме се како што ни велеа. 350.000 бегалци ги шутиравме воглавно на наш грб и не потлекнавме единствено поради факта што редовно не тапкаа по рамо. Во знак на благодарност за нашите заложби, решија да ни помогнат со кризата во 2001 година. Нечувствително место беше границата со Косово. Тие, како поискусни, ни ја чуваа. Од тогаш, рапидно се зголеми бројот на овчарите кои ја поминуваа границата. Не баре во Македонија се одржуваше семинар за овчари. За честија свадбарите кои се веселија со пукање од автомати и фрлање на бомби кашикари. Состојбата ни ја релаксираа со играње криенка. Кога ќе ги пронајдевме терористите, ги дислоцираа и ги пренесуваа на друго место, за повторно да ги бараме. Велеа, па нема ферплей, мавате многу силно, а заборавија дека играме на домашен терен. Двоумејки се како да ги нарече терористите, на крајот ги крстија борци за човекови права. Тие исти борци за човекови права, своите фамозни права ги бараа со масакрирање војници, палење куки и протерување на се што не е нивно. И што уште? Ни ги користеа воените бази, аеродромите, патиштата, а не ни платија. Ни ги збогатуваа езерата со радиоактивни материјали. Не представија како земја во која малцинствата се обесправени, а кај нас малцинствата сами си ги создаваа правилата. Шлагот ни го чуваа за на крај. Ни го стокмија рамковниот договор, по нивен терк, па до ден денес по разни институции ни праќаат експерти од оваа област да не убедуваат дека оваа рамка најубаво и стои на Македонија. Од нас бараа пропорционална застапеност, а од вкупно 680 авиони кои учествуваа во нападите врз Југославија, 500 беа американски. Па сега, кој е НАТО? Дали е НАТО НАТО или е НАТО САД, заедно со нејзиниот верен остров Велика Британија? Зошто не би требало да бараме влез во НАТО? Прво и основно, не сакаат. Второ, економскиот проблем во Македонија е толку голем што не може да трпи оптеретувања кои се наметнуваат со нашето приближување кон НАТО. Трето, доколку НАТО нам ни е потребен како гарант за безбедноста, не дај Боже НАТО пак да ни гарантира. И четврто, она на кое сите забораваме. Доколку де факто веќе изгубивме дел од територијата, барем моралот нека ни биде цел. Зошто? Додека љубовта и парите го вртат светот, НАТО го бомбардира.